Во вистинско време на вистинско место, да се слушнат проблемите на граѓаните и да се реагира соодветно. Полицајците позорникари или популарно познати помеѓу граѓаните маалски полицајци, по долгогодишна пауза се повторно на терен. Наша цел е да ја зацврстиме довербата на граѓаните и полицијата, бидејќи тоа ќе помогне во заштита од секој од нас. Се чувствува разлика кога маалскиот полицаец е во наша близина и кога го немаше, тврдат денеска граѓаните за телевизија Стар. Дими за мине, направиш му обед, се има и контактираш, Дими контактираш. Да. Значи, и те познава, и корисно е да знае малото. Мислиш дека имаш позади другар, по-спокойно. И по улица, кој ги гледаш, спокойно. Они ги познават и народите. Да. А и народот го знае полицајцот кој е на дужност. И е по-подобро. Да, подобро. Патролирањето на позорникарите во Штип за почеток се онаму каде има потреба, велат надлежните. Со време, позорникарските патроли ќе се доекипираат, вети министерот Оливер Спасовски. До крајот на годината ќе имаме овие што се приправници веќе ќе положат приправнички испит, ќе се зголемува бројот на полицајците, така ќе се шири и безбедносниот реон. Инаку и во секторот за внатрешни работи во Штип, во помалите градови и полициски станици веќе се воспоставени позорни служби заради тоа што имаме доволен број на полициски службеници. Според секторот за внатрешни работи Штип, градот е поделен на 8 реони. Маалските полицајци од почетокот на наредната година ќе ги има во редовна контрола во сите делови од градот.